кога знаеш дека немаш веќе држава? Кога во се и секаде и во секого почнеш да се сомневаш. Па почнуваш. Овој пријателов директор нема поим каде му се наоѓа факултетот, не знаеш што полагал во прва, а камоли што пишувал за дипломска, а веќе е магистар, сега бил на докторски. Уште малку во НАСА ќе го запослат, пошто нема место на аеродромот Милкија, која од медицинска сестра турбо стана доктор на науки. Кога гледаш решението од јавна институција и сваќаш дека тој што го напишал случајно ги прескокнал првите 4 оделенија од основно, кога се учи како се чита и како се пишува, кај се става запирка, а каде се ставаат наводници. Купуеш и виршли, ама и тие ти се сомнителни, комплетно сомнителни. Не се со помина друг на трајање, ама такви се малце подуенки, така и малце позеленети, изгледаат ко на стероиди да се гарант се препакувани во испечатирани нови рокови. Со испечатирани нови рокови. Се гледаме на инфективно ако не примат. Не, ако ги лапнеш ти, ако ги јапнеш, тоа виршлите. Купаш од овие рендираниве тренерки во властена продавница, ама нешто се кривиша во овите. Можно е да се од пазарот шутка, со шиена етикета ако можем оригинал, а попустиве со прелепени цени. Кога поштарот, например, досега од 10 нарачани пратки, само 5 од досега 10 нарачани пратки, само 5 ми донел, а и тие 5 се отворени или се отварани, се сиба мајката, гледаш дека се отварани. А овие од карго ни данок плаќаат, ни ДДВ, ни бутур, само пари на рака. Боли се од пластична, таму е безцаринска зона. Инекцијава што треба да ми ја стават, да не има само вода внатре. Изгледа цела држава се лечиме на плацебо ефект, водичка шеќерна, зашекерена водичка. Само што кога си вистински болен, плацебото не ти вреди ни 5 пари. И не де Боже, си умираш. Тоа. Ја гледам медицинска сестра у државна од тие со средно медицинско или од тие со средно вечерно, ама без вечера, нели? Директно била на полагање усно. МВР посебна приказна. Полицајците ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 се бајле полицајците да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти требаат. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух, или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на моблен, со другата држи цигара, со третата брише шофершарна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шеќерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии и бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука ќе ја продаваат. Нема допирни тачки. Вие сте, фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши бе, таа Виаграта така ми кажуеле бе. Со 3, вика грчка Виагра, апнеш, вика 3 дена, шеташ, вика со црвени, вика уши и јарболо, тоа ко македонското знаме, ко за македонското знаме од кутлеш. Тоа јарболо, да. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продавач на кајмак во Буњаковец, колку кајмак од 500, молам 600, колку 600 денари пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се од тезгава ако не купуеш. Таксистиве кој од луди Макс да се излезени филмот, коли не крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе немијани у сандали летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица бе, лица возам, таа лиценца, појака лиценца, тоа што возам 4, 5, 6 лица нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници. И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи.
Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки, хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе, нема држава, бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газање дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најболи кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука, бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си, брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат. Секоја чест, бе, брат, што има за пиење, брат, нека пријавуваат, бе, брат, бе, кој ги еве, бе, брат, бе, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендвичи од седмица, бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас, уствари, не се уништува храната со измина дрог, бе. Абе, не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка, или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите, бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум, бе. Да го отуреат народот, да ти продае храна или чоколадо, или чоколадо мање више што е со изменен дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Кото и Рашко што беше нели на роби, деца во одроден ден пари собирал, па за тоа. Абе не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави, бе. 7 дуќани, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоест од 1,5 милиони евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, Мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е. Се фатиле овиот беса у тето за крстот. А не се водици, нели? Ниту пак Муковски дошол да отвара врата и да бара тендери у општината. Како? Сега ќе ви објаснам. Бесат е квази политичка партија, која на парламентарните избори иде у коалиција со СДС, а на локални со ВМРО. Што да ви кажам за принципи, све знаете. Го зели името Беса за да мамат народимек дека се многу од збор. А се досега што кажаа се глупости на квадрат. Додека од Тетово заминуваат по 5 автобуси млади дневно во Европа, на Беса главен фрајер има оној Курти што и влезе и излезе на владана, ама таа не го осети, нели? А сиромавиот од политика има само папучи. Исто од Беса се против и македонската химна, тоа е, дали? Шака Јада со 2% рейтинг не признаа химна на суверена држава, што би рекле северџаниве членка на НАТО.
Ама затоа признава македонски плати, македонски дневници, македонски патни трошоци, репрезентација, службени коли и така му натака и така му навака. Тие од БЕСА оформиле општинска комисија да констатира дека крсто е незаконски и тргнала комисија, ама нели мора да го помине тетоа пред да го фати патот за Попова шапка. Прво помислиле да одат со жичара, ама кабли летале на сите страни. Не била сигурна и не работела 20 години. Ама општинската комисија тоа не го забележала, мала е жичарата. Потоа исто така не ги забележале и лутниците куќи низ градот, дивите паркинзи, дивите пазари, а овие питомиве се исто катастрофа. Не забележала дека секој прекопува кај стигне, нели? Абе кратко вида комисија, нели? Сите со диоптер 10 каѓомити орлиња, ама орелот гледа од 2000 метри може да те види. Овие не гледаат ништо. Не ги виделе ниту илјадниците дивоградби, доградби, надградби, сеградби, молградби, без документи и технички прием, не ги виделе. Што знае комисија на БЕСА што е дивоградба, бе не се само крс ја интересира. Потоа комисија фатила патот угоре кон шапка, патот убав, најубав, дупка до дупка, ко општински буџет после нивните тендери. И тоа не го видела комисијата. Не, тук и тамо некој споменик по некој минаре, дошле децата си го иззидале, сега не е на комисијата тука да прави проблеми. Се качиле на Попова шапка, а тамо убајни, бе се организирано под конец, ред, мир, дисциплина, мислиш Австрија се ја фатил. Не можам да ви раскажам тоа. Отидете да го доживеете тоа чувство, насекаде прекрасно, паркинг колку сакаш, урбанизирано, викендичка до викендичка, во заштитени зони, ама заштитена зона од законот. Од законот е заштитена. Дивоградба до дивоградба, ама комисијата нема време за глупости. Не, сакале луѓето малку да се одморат и да вложат. Направиле куќички од по 1000 квадрати, дел за издавање, нели? Шо ќе им се документи, бе, планина ова, планината му припаѓа на тој што има сила, бе. Така имаш сила, градиш вила, на диво. Продужила комисијата и општо да видат голем криминална жапка. Во дворот на црквата, на црквеното земјиште виделе крст. Паша Зотичија, дивоградба, не сме тука крст да има. А шо да има бе на црквено земјиште, синагога или будистички храм, или може би минаре и онака погледот е убав. Не, крст никако, тоа не е законски да ги повредува чувствата, мислам. Ало, комисија место се вика Попова шапка, на попот шапката. Има црквено земјиште, логично е да има крст. Као што е логично во порој да има порој. И така комисијава на БЕСА по химната и другите глупости со кои го замајуваат народот се фати за крстот. Ама таман пред да ја затворам епизодава, ми се јави еден пријател албанец од Тетово, стар домаќин, кај што зборот БЕСА има изворно и човечко значење, вика Тасевски. Шо правиш? Викам, еве, се фатив ја за крстов на БЕСА. Ми вика, ој бе, будала човек, абе, крстот ако треба ќе го ставиме кај мене у дворна шапка, па да ги видам да дојдат после да го рушат. Ова е наша држава, бе, на сите во Македонија, на сите треба ние да го сакаме и да го почитуваме. А ако бе нема вас, ќе не нема и нас. Така размислуе, ој, Башкимче, пријателов мој. Не им се свијала химната, бе, шо не идат у Швицарска да им го менјат тоа химната или да им го вадат крстот од знамето? А? Да го избришат тоа што умеат црвениот крст на тоа знамето, да го тргнат, само така да си биде бело. Ови како е црвено поиме. Будала народ, бе. Еве, го пеам химната и само го менувам еден збор. Кога вие пеете македонците се борат, ја пеам Македонија се бори за своите правдини. Така беше од 2001 се боревме за правдини, ама у Македонија, не у Албанија или у Косово. Тие нека си гледаат за себе, малце тука плаќам данок и друго, па сега и на Косово и Албанија, или да им го плаќам данокот. Ајде бе, бегај тамо бе, немај да ме нервираш тука. БЕСА ти се листопадни дрва бе, ладно име на шапка, ќе попаѓаат, нека си стои крстот тамо. Ја ти давам БЕСА, ама права БЕСА. Не се секирам, ама сум загрижен. Едва чекам да се појави еден нормален политичар кој ќе работи за сите, а не за криминалците и националистите. И тогаш само ќе одиме напред заради нас, а не заради некоја Европа. А ова што го симна знамето пред неколку дена е намештајка поголема од Андора Македонија у времето. Се виде од авион, иако врнеше снег имаше меќава. И да ти кажам нешто што албанците го знаат наизуст веќе, на памет. Не верувајте на финтите на Али, бе. Абе, не сме више мали.